Значи работниците ангажирани во земјоделството беа особено погодени од пандемијата со COVID-19 и се уште се, а се онаа група на работници кои што па најмалку беа поддржани со владините мерки. Ја би сакала посебен акцент да ставам на жените земјоделки, кои што за време на пандемија дополнително ги зголемија своите обврски, како што е грижата за домот, училиштата затворија грижата за децата, поголема ангажираност околу земјоделските активности, недостапност до финанси, затворија локалните пазари, намалија приходите во семејството, многу предизвици со кои што се соочија жените земјоделки и жените во руралните средини. Се надевам дека и како што и сите ние се надевам дека пандемијата од COVID-19 ќе заврши порано, што поскоро. Меѓутоа треба да ставиме како држава посебно внимание на заштита на сите работници и најважно на земјоделскиот сектор. Значи, земјоделството е најблагородната работна ангажираност на човека, како што рекол Џорџ Вашингтон, и овај свет, за да биде одржлив, мора да има поголема поддршка за работниците во земјоделскиот сектор. И би завршила што е една мисла, што мислам би кажала многу и за социјалниот и за економскиот аспект. Тоа е дека овој свет не го наследивме од нашите баби и дедовци, туку го позајмивме од нашите внуци и поколенија. Време е заедно активно да работиме сите сектори и да научиме од оваа пандемија дека мора да имаме мултисекторски пристап, поголема поддршка и само заедно дека ќе може да станеме неосетливи на вакви пандемии и побрзо да се избориме со социјалната и економската криза што ја донесе оваа пандемија. Во регистарот на семејни земјоделски стопанства запишани сте 171.000 земјоделски стопанства, од кои носители се 37.000 жени. Како активни земјоделки, според податоците од 2020 заклучно со декември, од 66.000 активни земјоделски стопанства кои што аплицираат за субвенции, 9.000 се жени земјоделки. Ова е голема бројка, каде што вклученоста е формализирана. Меѓутоа, голем дел од жените вклучени во земјоделскиот сектор не се пријавени како индивидуални земјоделки и не плаќаат пензиско и здравствено осигурување со цел да можат да користат некои бенефити, а сепак работат како неплатени семејни работнички, меѓутоа и неплатено ангажирани во земјоделскиот сектор во склоп на семејството. Да бидеме реални дека во руралните средини кај луѓето што се ангажирани во земјоделскиот сектор, најблизок медиум е се уште радиот и комшијата. Мислам дека требаше поголема достапност и на самите мобилни тимови, кои што требаше да ги информираат земјоделците, но поголема застапеност при посета на терен, значи за мерките, меѓутоа и програмите каде што може да допрати да добијат поддршка земјоделските работници. Тука ја гледам дека и самите земјоделски здруженија каде што спаѓаме и ние, значи кризата со COVID-19 никој не очекуваше пандемијата, не начека малку неспремни, дека се мобилизираме, меѓутоа сега гледам дека веќе информираноста е изголемена, имаме придржување до мерките, меѓутоа и веќе започнуваат да ги користат владините мерки. Она што е интересно и што треба да се каже, да, добар беше вучерот за летување, меѓутоа на лето знаеме дека земјоделците се најмногу ангажирани во земјоделскиот сектор, така да мислам дека треба да се насочиме на поинаква поддршка за нив и финансиска, меѓутоа и менторска поддршка како да можат да го зачуваат своето производство, да обезбедат пласман на своите производи, да обезбедат да имаат можност како да ги достапат ресурсите со затворањето на пазарите, карантините, оние немаат можност да набават основни ресурси за работа. Значи треба посебно внимание да се размисли, да се направи една цела стратегија и план како да им се помага на земјоделските работници.